Да, оброкот на денот го стартуваме во овој момент и се разбира дека минути во кујната ќе имаме и во оваа нова сезона на утринската на Телма. Денеска ќе останеме актуелни на она што е карактеристично стандардно за секој септември. Мирисот во Скопје вообичаено за разлика од оваа година би требало да биде мирис на ајвар и тоа е еден деликатес, баш така ќе го напоменеме, или коренот или дел од традицијата на македонската гастрономија. Надица Илиевска, нашата позната нутриционистка и соработничка, драга пријателка на оброкот на денот и генерално на утринската и генерално на Телма, ќе кажам, бидејќи и во други сегменти можеме да те видиме секогаш присутна со цел да даде корисни совети. Па така ќе биде и денеска, малку ќе позборуваме за зимницата, ќе ви дадеме насоки доколку сакате да подготвите и здрава верзија на зимница. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро на вас и на сите гледачи. Да, ќе бидеме актуелни со зимницата, но некако додека се подготвувавме нели за ова што ќе го правиме денес, го погледнавме прилогот на колешката Викторија и малку ќе се осврнеме на ова аерозагадување кое што деновиве го имаме. Нутриционистите изминативе денови споделуваат совети, па еве како да се исхрануваат, особено оние кои што се најзасегнати, меѓутоа генерално може ова да важи и да биде совет за сите кои што се во Скопје периодов. Генерално треба навистина да се придржуваме на општите препораки кои излегува официјално од лекарите и од Институтот за јавно здравје. Но што се однесува до храната, јас сакам да кажам неколку работи кои што навистина може само преку храна да ги внесеме. А тоа е хлорофилот, кој го внесуваме преку темнозелените намирници, кои што може би единствено хемиско соединение уште со неколку ретки кои што не се типични за нашето поднебје, кои што имаат можноста да ги врзуваат тешките метали за себе и на тој начин повторно со храна, со начин на исхрана да ги изнесуваат од нашиот организам. Значи хлорофил, антиоксиданси, гинкото не е од нашето поднебје, меѓутоа исто така докажано е дека во вакви тешки ситуации, одеше прилогот за долговечноста на јапонците, знаете, всушност во пракса се покажало дека после огромната радиација и загаденост по фрлањето на атомските бомби во Јапонија, единствено нешто прво што се возобновило биле дрвјата од гинко. Ние во нашиот голем градски парк, впрочем и имаме неколку. Стварно? Да, имаме, забележете ги кога ќе шетате, навистина се интересни и многу убави за гледање. Чајот гинко, значи тоа е нешто кое што навистина помага, бидејќи ништо друго надворешно не може да помогне на нашиот организам да се справиме. Потоа да се користи секој момент да се излезе од ова, значи зеленилото, водно и така натаму, но хлорофилот останува единственото нешто, а пак хлорофил можеме да внесеме само преку уста. Да. И тоа е само уште еден показател колку е исхраната важна за било која ситуација. Еве, имаме секакви за жал ситуации кои што ни се случуваат, но низ оброците кои што сме ги имале изминативе сезони многу пати сме докажале дека навистина храната може да биде лек за многу работи. Па ние сме тоа што јадеме. Така и за ова. Сега ќе се вратиме на зимницата. Вообичаено септември во Скопје и низ Македонија треба да мириса на ајвар и тоа е една убава традиција која што ја практикуваат многумина. Кога престана ти да правиш ајвар, Надица, бидејќи ми спомена дека на времето, нели, сте ја практикувале таа традиција, мислам дека и да нема семејство кое што нели не го правело тоа. Од кога сите нели станавме многу зафатени, не практикувам, може би повеќе од 7-8 години како не правам ајвар. Всушност, ајварот и е традиција, но е нешто што го ја одбележува нашата територија, од кај нас овој рецепт потекнува и треба да го негуваме. Понекогаш се случува, јас многу користам замрзнати намирници, односно многу замрзнувам. Без замрзнувач во својата кујна едноставно не можам да го замислам животот и се случува и во текот на зимата мали количини на веќе смрзнати печени намирници кои што се ставаат во ајварот, да направам многу мала количина. Сакаш да кажеш и печени пиперки си замрзнуваш? Печени пиперки замрзнувам, модар патлиџан замрзнувам, домати цели замрзнувам, па потоа замрзнати ги рендам и знам да направам
тегла или две. А зошто? Затоа што за помала количина ми требаат домашни услови, користам помалку масло, можам да го контролирам процесот, бидејќи она што му ја одзема нутритивната вредност, но не и деликатесната вредност. Тоа е она зашто велиме меѓу народот некогаш се вели дека не е здраво да се јаде ајвар, ама па многу е вкусно. Да, тоа е тоа, затоа што маслото многу долго време на многу висока директна температура на оган, отворен оган, го фактички правиме да почнува да ствара хемикалии кои што навистина не се здрави, докажано нездрави хемикалии кои што потоа влегуваат. И ако на тоа земеме дека ставаме намирници кои што претходно сме им одземале голем дел, лушпата ја вадиме на пиперката, калиумот преку водата кој што го цедиме излегува од пиперката. Значи веќе печеме. Се пржи, се пече. Да, се пржи, се пече. Што квалитетно од пиперката? Нутритивно остануваат празни калории, но деликатесно генерално не можеме тука воопшто да стане збор дека е нешто што не е вкусно и не сакам да се свати дека ние треба да бегаме од ајварот, а од проста причина што тоа е деликатес, тоа е наша традиција, ние не треба да се откажуваме од нашите традиции, посебно за рецепти кои што изворно потекнуваат од нашата територија, меѓутоа па како ги прифаќаме модерните техники на готвење, можеме да го видоизмениме. Начинот на подготвување на ајвар, начинот на кој што, значи да го намалиме пржењето, па да додадеме ниска пастеризација, понатаму на теглите, значи нешто каде што навистина малку помалку ќе биде. Јас сакам да кажам дека верувајте доколку се додаде малку варена тиква во смесата на ајварот, апсолутно не се губи оној специфичен вкус. Ова е испробано и докажано, така? Испробано и докажано, па впрочем, погледнете ги различните јадења кои што и за малите деца прехранбената технологија ги нуди. Тиквата е голем процент од многу јадења кои што се нудат за нашите најмали. Ајварот да, во мали количини, деликатесно, може. Но, што се однесува до зимницата, јас со децени зборувам за ферментираните работи и мислам дека навистина треба акцентот да го ставиме на ферментираната храна. Се смета дека земите кои што користат ферментирана храна имаат најздрава популација. Ние пробиотиците, пребиотиците, симбиотиците, оробиотиците веќе не ни се непозната категорија. Меѓутоа да се вратиме чекор наназад и да дадеме акцент на она кое што може брзо, лесно да се направи дома во секое време, а ќе ни ги пружи сите овие работи преку храната. И кај нас постојат разни рецепти, но сакам да покажам денес дека постојат брзи рецепти каде што задржуваме речиси 75 до 80% во едната комбинација, дури 90% на нутритивниот квалитет со ваков начин на припрема на ферментирана храна. Тоа е брза зимница, навистина не е потребно и можеме да ја правиме во налети. Ако за ајварот и за лутеницата ни требаат акција од 2 дена на целото семејство, ова може кога имаме време, по една, по две, по три тегли и како ги конзумираме, така и да правиме нови. Така да се надополнуваме залиха. Пред да започнеме и со подготовка, бидејќи сега баш ќе им покажеме како тоа изгледа, како изгледа процесот, бидејќи сама спомена дека е брзо и едноставно. Пред малку го спомена моментот со замрзнување, дека замрзнуваш и пиперки, и мудар патеџан и знаеш да си направиш ајвар во мала количина. Што околу замрзнувањето? Дел од луѓето имаат поделени мислења. Дали е здрава да се јаде замрзнатата храна или не е здрава? И кој е правилниот начин за да се замрзне храна? И која се храна можеме да ја замрзнуваме? Па протеините од типот на јајца, млечни производи не се пожелни да бидат замрзнати. Но подготовките, например, може да се замрзне густ бујон од месо, и секој вид на зеленчук и секој вид на овошје. Сакам да нагласам и секогаш нагласувам дека добро подготвена замрзната храна, квалитетен продукт кој што веднаш
се замрзнува, значи не она што ќе ни остане во фрижидерот, па пред да се расипе го замрзнуваме, тоа апсолутно е неквалитетно, но наменски квалитетен производ, веднаш замрзнат, задржува многу повеќе нутритивни својства, отколку она кое што знае да ни стои во наводници и во пластични кеси во фрижидерот по неколку дена. А при одмрзнувањето се губи нешто? Сега, одмрзнувањето е вториот чекор каде што може да го задржиме правилниот тек на нутритивниот квалитет или да го расипеме. Замрзнатата храна веднаш термички се обработува, не се остава на страна да се одмрзнува неколку часа, бидејќи ја отпушта водата, присуство на кислород и почнуваат процесите на расипување и на разградување. Тоа е едната работа, а втората работа е дека одмрзнатата храна и приготвената храна треба да се конзумира тековно, што значи онаа храна која што е направена од одмрзнати намирници треба да се конзумира брзо, односно да не речам веднаш, истиот ден кога таа е одмрзната. Добро. Ајде сега да преминеме на подготовка. Имаме 3 тегли. Значи, што правиме денес, да им кажеме на гледачите? Денеска правиме здраво ферментирање. Ќе дадам неколку опции, вклучително доколку имаме време да ги објаснам процесите на пастеризација, сува, водена, многу малку зборуваме, за тоа навистина е многу важно. Имаме од сега некои 15 минути, ќе постигнеме се? Ќе постигнеме. Јас сега прво ќе почнам со кромидот, за кој што зборувавме дека размислував дали ќе го донесам, меѓутоа бидејќи има мирис и затоа го остави вака, така да кромидот ќе биде првото нешто кое што ќе го затвориме, за да што може повеќе. Многу малку кај нас се ферментира кромид. Кромидот сам по себе е пребиотска храна, има антибактерицидно дејство и навистина лукот и кромидот треба да бидат секојдневно на нашата трпеза. На оние кои што им смета кромидот, сиров, ферментираниот е полесна варијанта, го губи мирисот, вкусот е феноменален. За киселен е малку, така? За киселен е малку и тоа веќе зависи од начинот. Јас сега одбрав црвен кромид, претежно, бидејќи е благ и процедурата е многу едноставна, значи само веќе исечените ги ставаме. Обликот е таков како што ние ќе одбереме да биде, јас милувам тоа да биде на кругови. Ставив и малку бел на крајот. Ова ќе го работиме на вистина брзо. Мене лично не ми смета мирисот на храна, апсолутно. И мене, но добро. Но да почитуваме на оние кои што денеска ќе бидат гости. Сега, во што е целата приказна? Се работиме на лице место. Значи, ставаме 1 кафена лажица сол, ставаме 1 кафена Зошто комбинацијата сол и шеќер? Може и таа да подобјасниме? Прво, за да се поттикне ферментацијата, за да ја поттикнеме ферментацијата. Второ, тие се всушност и конзерванси, но се природни конзерванси. Но и едните и другите учествуваат и во делот на ферментирањето, посебно шеќерот. Шеќерот ја поттикнува ферментацијата. Сега, тука што може да додадеме? Природен, домашен јаболков оцет, исто така. Но, јас сакам да додадам и лимон, значи тоа е исто така конзерванс, но природен. Едноставно додаваме вода. И тоа е тоа? И тоа е тоа. Затварањето на теглите мора да оди во обратен правец и, значи, прво во обратен правец, па да го видиме жлебот. Втората работа, ги молам домакинките, стаклените тегли може да се користат многу години, но секоја година да купуваат нови капачиња. Значи, претпоставам заради процесот на отварање се оштетуваат и знаат. И после не. Вообичаено, јас знам да го протресам и да го оставам да биде барем 15 минути. Сега, ова може вака. Да биде превртено. Превртено вака и ќе се постигне тоа што треба. И еве гледате како кислородот, значи почнуваат меурчиња, но може и да не се направи тоа. Но ќе се вакуумира.
ќе се вакуумира. Сега, ова може да остане вака. Добре. И да биде на темно, топло место во кујна. Во ваквиот случај процесот на ферментација ќе трае околу 10 до 12 дена. Може да влезе во процес на мокра пастеризација, односно во тенџере, вода, да се стави теглата и да врие на ниска температура. Колку време? Вообичаено е најмалку, бидејќи треба да врие, не може 70 степени 40 минути или 100 степени 20-25 минути. И сува пастеризација, вака како што да се стават во загреана рерна на 70 степени подолго време, на 100 степени пократко време. Јас лично ја практикувам сувата пастеризација, затоа што на мократа не можам да ја контролирам толку убаво да нивелирам температура, и затоа ја сакам сувата пастеризација, затоа што сакам на што помала температура, бидејќи температурата ги уништува ензимите. Така може да стои, може да се конзумира веќе после пастеризација, после неколку дена може да се конзумира и може неколку месеци истата да биде складирана и да стои. Добро. Следното... Значи, веќе имаме, кажи ми од искуство, прават луѓето и особено младите домаќинки вака кромити или не? Значи не, јас мислам дека и во некој друг оброк на денот сум носела мали кромичиња. Тоа го гледам, тоа прв пат сум го видела во Германија. Искрено германците многу конзумираат таков тип на кромит. Таков тип на кромит, дури и го послужуваат. Сега, вообичаено, ако имате помали деца, убаво е на стапчиња, кои што потоа може да се конзумираат, да го направите морковот, но може апсолутно по желба, не е ни важно како ќе го направите, тоа го редите, постапката е иста. Затоа јас многу често знам да кажам дека и ние преку овој оброк на денот, а и гледачите веројатно научиле многу нови работи, па нема да биде ништо чудно ако се почесто го гледаме кромидот поприсутен на трпезите во многу семејства. Навистина сакам да објаснам дека треба, дури и оние на кои што им смета, верувајте, постојат начини на кои што може миризбата и дигестибилноста да биде зголемена, што значи дека апсолутно може да го конзумираат. Ферментираниот кромит е навистина лесно дигестибилна и може, значи постапката е иста, сол, шекер. Сега, овдека ќе ставам само лимон. Нема да ставиме оцет? Нема да ставам оцет, чисто да покажам дека може понекогаш само со тоа што го имаме дома. А дали најчесто практикуваш и така треба да биде само да речеме еден зеленчук, еден тип на зеленчук или може да биде класична тушија тоа е многу добро прашање. Може да биде само еден тип зеленчук, меѓутоа за да нема различни процеси на ферментација, треба да се групираат скробните и нескробните зеленчуци. Например, пиперката би можела да се ферментира со тиквица. Морковот е подаден и оди со карфиол, со брокула, со друг коренеста. Например, јас сум изненадена целерот колку е вкусен кога е ферментиран на овој начин. Така да и ова го протресуваме. Сега последното нешто што ќе го направиме е нешто кое што попат сум го испробала сосема случајно. Значи, во теглата многу се користи паста во младите и сега сакам да докажам дека не мора секогаш да користиме готови сосови. Купени најчесто. Да, купени. Черито е многу популарно за сосовите. Во теглата, черите домати, зошто ги буцнуваш? Со чачкалица, за да може да навлезе внатре. Да, значи за да може. Да, затоа што вака остануваат, апсолутно нема да биде... Да не си и овие домашни, Надица? Овие се домашни, да, од мои роднини. И овие се домашни. Значи, тоа го правиме и нешто што може понатаму, значи неколку вакви тегли и понатаму, додека се вари пастата, може да биде конзумирано веднаш, Остатокот од доматот,
обичен домат, не чери домат, ќе ставам магданос или босилек. Во моментот немав доволно босилек, неизбежниот лук. Шмекот на секое јадење. Да, на секое јадење. И навистина е така. Да. Ајде да кажеме дека оди сезона, ставам вода. Капакот Ете го таму. овде. И се малку ми е нејасно, мајде ќе видам што ќе направиш. Дали тоа тука ќе го ставиш? Да. Значи многу малку. Добро. Не ја отстранив лушпата, ниту на чери доматот, ниту на овој домат, затоа што навистина треба да најдеме начин. Сега, ова како што е вака, Ето, сега да видам по дали таму ќе истиот го принцип, ставиш. да, по истиот принцип го наливаме. Значи исто ќе ферментираме, така? Да, исто ќе ферментираме. Само наместо вода имаме ваква и потоа течност. одиме. Сега тука ќе ставам многу малку киселина затоа што доматот сам по себе испушти. да има киселина, многу малку лимон. Ќе ставам и сол. Ќе го доцедам лимонот, колку да не делува како конзерванс. Ова многу добро изгледа. И ова вака сега колку треба да ни отстои? Дали за сите Ова е не исто? мора да се пастеризира, може и ова да се пастеризира. Исто е како што зборувавме. Ако не го пастеризираме, ќе треба да го чекаме подолго. Меѓутоа, со пастеризацијата, јас, например, намерно за потоа да останат цели, да се видливи Да. во пастата, но може да се направи погуст овој Да. слој од домат, да се стави босилок, оригано, што веќе сакате. И ова е веќе спремно понатаму, после ферментацијата, нема кисел вкус, нема толку кисел вкус, може комотно на една спремена паста да се истури и да се ужива во оброкот, а ќе добиеме, значи ќе дадеме нов квалитет на пастата и добиваме еве пробиотици, пребиотици и симбиотици. Да. Ајде ве пред крај да им ги објасним и пробиотиците, и пребиотиците, и симбиотиците. Колку, затоа што многу пати исто тука сме потенцирале дека дигестивното здравје е половина здравје, дека мора многу да се внимава на тоа и она што се внесува во телото. Значи, науката веќе апсолутно докажа дека можеби секогаш кога сакаме да направиме здравствени промени, треба да почнеме од средувањето на цревната флора. Тоа е најголемиот орган всушност Да. во нашиот организам, цревната флора. Пробиотиците се веќе корисни бактерии. Тие ги произведуваме ние од храната која што ја имаме. Пребиотиците се храна за готовите пробиотици, а симбиотиците се и едното и другото и најчесто тоа е групата на билни влакна. Што значи тоа? Населуваме добри бактерии преку ферментираната храна, јадеме храна која што е богата со пребиотици, кромит, лук, билни влакна, исто така и на тој начин правиме средина да одржуваме добра цревна флора, а симбиотиците помагаат да правиме рамнотежа меѓу едните и меѓу другите. Баланс. Тоа што е потребно за се. Да, за да може да кога ќе дојде напаѓач, да тој баланс многу помалку биде изместен. Одлично. Секогаш е пријатно, Надица, со тебе и многу ми е драго што те на стартот на оваа нова сезона те имавме во нашето студио. Секогаш со навистина интересни работи да се споделат и верувам дека заеднички умееме да ги менуваме полека навиките на луѓето кога е храната во прашање. Па мислам дека едукацијата е навистина единствениот пат на кој што можеме малку да ги прошириме видиците. Ти благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство како и секогаш. Се надам дека и вие уживавте во овој денешен разговор за тоа како да си подготвите здрава зимница, што се можете да пастеризирате и верувам дека ќе внесете некои новитети во вашата исхрана, особено во овој зимски период нели кој што ни предстои, кога и најмногу се конзумира ваков тип на храна. Останете на Телма, продолжуваме со останатите содржини.